Со доделување ХТЗ опрема на десетина собирачи на пластичен отпад, денеска беше одбележан почетокот на акцијата која ја спроведува Сдруженијето Go Green, а се однесува на собирање пластика од домакинствата во населба Лисиче. Покрај опремата, собирачите на отпад добија и картички за идентификација, кои според извршниот директор на Сдруженијето Go Green Антонио Јовановски, ќе им овозможат на собирачите полесен пристап до домакинствата, како и полесна понатамошна соработка со откупувачите на пет амбалажа и тврда пластика. Целта на овој проект е да се организира системот за управување со отпад на начин кој што ќе се потегнат домакинствата да селектираат во нивните домови, а од друга страна ќе се организираат и онака собирачите на отпад кои што го прават тоа, но на некој начин сега официјално ќе се вклучат во собирањето на пластиката од домакинствата. Стратегијата за управување со отпад и на Република Македонија, која во согласно со европските директиви е да се селектира отпадот во домакинствата. Значи, овие здрави навики што сакаме да ги создадеме кај домакинствата, од една страна да го селектираат тој отпад што се селектира, а ние како здруженија лобираме и застапуваме за комуналната такса да биде врз база на создаден отпад, а не на метри квадратни како што е досега. Значи, тоа е еден процес со кој што сакаме кај граѓаните да направиме навика да селектираат, со тоа што кога ќе се мери отпад што се зема, ќе плаќаат помала комунална такса. Во текот на летото исто така се потпишаа спогодби за соработка со преку 300 домакинства во населба Лисиче и се поделија по 2 кеси за селекција на пластика во домовите. Се селектира тврда амбалажа, односно шишиња од јогурт, шампон, детергент, лименки и 5 амбалажа, односно шишиња од сок, пиво, зејтин, односно сите амбалажи кои го имаат триаголникот за рециклирање. Собирањето на пластиката од домовите ќе се спроведува секој вторник. За придобивките кои собирачите ќе ги почувствуваат од новиот начин на собирање пластика, зборуваше Зоран Димов од Сдруженијето Ромски бизнис информативен центар. Ги заборават контењерите, тоа е основната задача, да се заборават контењерите, за да може домакинството, како вие домакинка, дома да го селектирате ѓубрето, не да го фрлате во кантата, значи во она што се вика, да нема таа габаритност, они нема да земат плата. Ние работиме на тоа, затоа што планираме да направиме школо за нив, а тоа е една спецификација, еден сертификат, што се вика собирач постапувач, преку образованието за возрастни, преку МОН и преку Центарот за нечиство, на некој начин да им дадеме момент кој што утре дете они може самостојно да настапуваат. Плата за нив е она што го продаваат таа пластика, што дават на лиценциран откупувач, кој што на некој начин отпадаш, кој што има дозвола од Министерството за екологија и од правда, на некој начин тие се документи дадени од нивна страна. И тие лиценцирани отпадаши ќе може да соработува со нив и на некој начин они ќе добиваат за себе, за таа некоја надокнада која што ја собираат оваа пластика. Проектот Ја собираме пластиката од дома е финансиски поддржан од градот Скопје, а општина Аеродром со своите капацитети активно ја поддржува имплементацијата на овој проект, кој засега ќе се одвива само на територијата на населба Лисиче, но плановите се да се прошири и во останатите делови од Скопје.